Вие гледате дека нашите конкуренти или против кандидати, они кога се опозиција идат по гаражи, кога се на власт се многу честни, тогаш взимаат кафани, дуќани и така натаму и така натаму. Вие гледате дека мојот против кандидат Кутриот еден по друг има билборди. Значи дури еден вака еден со друг да се гледа. Кога беа опозиција плачеа зошто власт имала многу билборди. Јас кога не бев на власт во Карпош 2009 година имам 16 билборди. Денес кога бев на власт сум, имам 19 билборди, ама зашто? Зашто имаме плюс и советничка листа. Тоа што сум имал советничка листа, што имаме 19. А овие што се бореа за човекови права, што им беа загрозени во изборните циклуси, они се имат 50 билборди. Но билбордите не ги носат победите. Победата ја носи програмата. Победата ја носи визијата. Победата ја носи довербата кај граѓаните што треба да се влее во овие изборни кампањи. Јас она што досега сум го направил и она што сум го оставил зад себе и што можам да го видам пред себе и вие почитувани граѓани, можете да видите дека најголем дел од обврските што сме си ги презеле во секој изборен циклус, ние сме ги завршили. И денеска кога одам овде низ Карпош 1, значи гледам секоја коцка, на секој тротоарче, на секој паркинг, на секоја патека е поставен од мене. Значи не постои коцка, сигурно има милиарда коцки, бекатон поставени, тие се сите остевчија кимовски поставени. Ниту еден друг нема ништо направено за Карпош 1. Тука влегува и училиштето, тука влегува и градинката, тука влегуваат сега овие прекрасни фасади што ги правиме. Ние сите фасади на зградите кои што сме ги предвидели ќе ги изреновираме. Во исто време кровови кои што сметат дека треба да се сменат, ќе се сменат. Лифтови каде што имаме проблем, тоа ќе се субвенционираме, ќе се учествуваме во тој проблем. И граѓаните имаат два сериозни проблема. Едниот сериозен проблем е паркирањето. Тамо каде што можеме, веќе се договоривме, ќе поставиме платформи. Во еден дел ќе направиме едно ниво подземја, приземје и една платформа, значи на спрат. И сегде каде што можеме, тоа ќе го ограничиме со далечински управувачи да може да имат граѓаните. Втората работа на која што се жали во континуитет Карпош 1, тоа се неколкуте ресторани или кафичи или ноќни клубови, тоа е сокаче, тоа е штала и тоа е пошта. За среќа пошта се затвори. Јас не посакувам никој да се затвори стопански објект, меѓутоа тие правеа голем зулум на граѓаните. Сокаче е голем проблем. Денеска во средбите со граѓаните што ги имав, се разјаснивме дека ние во рамките на нашите ингеренција, тоа е создавањето на обучавата, досега сме го контролирале преку 25 пати, а казната е преку 15 пати и во овој момент му изречена казна забрана за работа. Потполно ги разбирам граѓаните, сензитивни се на евентуално отварање на некаков бар што се најавува, односно ноќен клуб, за кој што ние како локална самоуправа нема да дадеме согласност за било каква пренамена, но во исто време сакам јавно да повикам дека надлежни за сите оние што се недисциплинирани го реметат јавниот ред и мир, работат после 12 часот, ингеренциите што ги има пазарната инспекција и полицијата се далеку посилни, поголеми во однос на локалната самоуправа и еве јавно повикувам дека пазарната инспекција заедно со полицијата, ако сака да се вклучи и управа за приходи, и трудовата, и санитарна, тој објект може да се затвори и граѓаните мирно да можат да живеат на тој дел. Она што јас можев дополнително да го понудам е таа улица Крагуевачка да се постават значи ступчиња електронски кои што ќе излегуваат од земја и секој стандар тамо да се има далечински провоз за да се ограничи движењето на оние кои што влегуваат натри, кои што им го загрозуваат животот ноќе, кои што уринираат до нивните врати и се она што прават недолично.
и сметам дека како локална самоуправа и досега повеќе пати сме разговарали и со полицијата и со пазарната инспекција, но очигледно тие се наоѓаат начини и форми како да функционират. Ние минатата година тој објект го затворивме 30 дена, сега повторно го имаме истата мерка преземено. Зашто? И предходни 3 пати е казнуван, откако е затворен, уште 3 пати е казнуван, што значи дека поправање за тој објект нема, но институциите над нас, а тоа е пред се Министерството за економија, треба да се преземе мерки односно со одземање дозволата за работа, што е надвор од нашата ингеренција. Повеќе пати сум разговарал со представниците од Карпош полицијата и со командирот и навистина е срамота да населбата во која што се наоѓа полициската станица, граѓаните се жалат на реметење на јавниот ред и мир, на вознемирување од, не знам, раните утрински часови од страна на тинејџери, ако сме поставиле клупи целноќ, некој на тие клупи да дивее, ако сме направиле летникове што го барале граѓаните, целноќ на тој летниковец некој да дивее, ако е отворена кафана, таа кафана да работи дење ноќе и да го уништува животот на граѓаните, а полицијата да седи на тоа мирољубиво, секако дека е за осуда. Повеќе пати сме разговарале, меѓутоа знаете дека Министерството за внатрешни работи си е надлежно над полициската станица, а во исто време и на полицајците кои доаѓаат да јадат и да пијат во Сокаче, тоа мораме јавно да го кажеме, што значи дека тие ресторани немаат поддршка од нас како локална самоуправа, нити пак било каде што го вознемируваат животот на граѓаните од нас ќе имаат поддршка. Ние ќе продолжиме со нашите обврски, да реконструираме улици, да реконструираме фасади, да менуваме кровови, да поставуваме платформи за решување на паркирањето. Повеќе смет нема да има, бидејќи целиот смет контейнерите ќе ги спуштиме под земја, да не може тие што собираат секундарни суровини да вадат. Значи ќе си го делиме, класифицираме отпадот, но тоа ќе оди под земја, над земја нема да има смет. Со тоа значи дека ние од овој проблем голем ќе се разрешиме. И уште една битна работа, безбеден Карпош, сите оние кои што немат поставено алуминиумски врати со електронска брава и со домофон ќе субвенционира општината тоа да го направат, за да не може било кој да влегува. Ние, за разлика од нив, само на избори не доаѓаме кај граѓаните. Овие улици, овие тротоари, овие водоводи, овие канализации, овие фасади, кровови, учинки, помош на социјално загрозени семејства, одење кај луѓе што се стари и изнемоштени да им купиме храна, да им донесеме лекови, тоа го правиме 4,5 години. Така да изборната кампања нас не ни е потребна за да се промовираме. Доволно народот во Карпош знае дали сме ние со народот или не сме. Дали сме со народот само за избори или сме со народот цел мандат кој што го имаме. Јас од секој мандат кога сум го добил, уште од веќе наредниот ден продолжувам со работа и затоа денеска можеме да кажеме направивме 50 фасади, направивме 130 км улици, направивме 250 км тротоари, направивме толку и толку кровови, направивме толку лифтови, направивме толку требници, посадивме милиони цвекиња. Оти сме работеле 4,5 години. Ако земавме да работиме само пред избори, тоа не се стасува. И затоа знам дека граѓаните на Карпош тоа ќе го почитуваат и го ценат, дека ние посветено сите овие години работиме за доброто на граѓаните на Карпош. Гледаме дека веќе во Карпош 1 немате пред гаража ни едно место кај што не е поплочено. Дека нема ни еден паркинг кој што не е поплочен. Нема ни една патека ни стревник која што била земја, а денеска не е поплочена. Нема ни еден тротоар кој што не е поплочен. Значи, се сме направили како што треба. И сега, и Гиго Михајловски и Руџер Бошковиќ ни се предвидени за реконструкција. И Иван Аговски, овој, како се вика, Ексико фирмата треба да заврши, чека некој динар да му префрлам, ќе му префрлам и ќе започне човекот експедитирање, брзо ќе заврши. Орце Николов ја завршивме, Никола Тесла ја завршивме и натаму ќе продолжиме со фасадите и сметам дека после 4 години Карпош 1 ќе биде многу побав него што е денес.